Шајла Џоли, 19-годишната ќерка на Анџелина Џоли и Бред Пит, овој викенд присуствуваше на еден од најголемите настани во Лос Анџелес. На приватна вечера одржана во познатата вила Оливер Хаус во Силвер Лейк, архитектонски бисер од 30-тите, модни инсайдери, актери и модели се собраа за лансирањето на капсулната колекција на Изабел Маран во соработка со Нет Апорте. Вистинската звезда на вечерта не беше модната писта, туку Шајла Џоли, која кореографираше посебна танцова точка, но исто така го представи новото име. Кореографијата заедно со настапот во живо на кантавторката Луел и незината нова песна Наив ја изведува танчарките Кеони Роуз и Тако Сузуки. Емотивната рутина комбинираше елегантно раскажување и смели движења, откривајќи ја поинтимната страна на инаку повлечената Шајла. Настанот исто така откри дека Шајла сега се представува како Ши. Откако официјално побара отстранување на презимето на незиниот татко за незиниот 18-ти роден ден, што не е изненадувачки со оглед на тоа што не е видена јавно со Бред Пит од 2014 година, Шајла одлучи да го промени и своето име. Инаку Бред призна во шоуто на Опра Винфри во 2008 година дека Шајла сака сите да ја викаат Џон или Питер, што го нарече синдром на Петар Пан. Џастин Бибер, кој има 31 година, во четвртокот објави серија фотографии на Инстаграм на кои со своето 10-месечно синче и пријателите уживаат во планините. Друштвото се забавуваше околу дрвена колиба, користеше покриена тераса и се возеше со голф возило. Меѓу убавите моменти со синот Джек, кој го доби со својата 28 годишна сопруга Хейли, се издвојува фотографија на која бебето задоволно седи на неговите раменици. На друга слика Џастин седи на кауч и го наблюдува синот кој лежи до него, но претходна фотографија го прикажува како со пријател пуши цигара или пак нешто друго на истото место и во исти шорцеве, иако Джек не се гледа на таа слика. Многу фанови во коментарите изразија загриженост за однесувањето на пејачот во близина на детето, што брзо се претвори во бурна дискусија. Не пуши пред детето, напиша еден корисник, додека друга следбеничка додаде: нема шанси да држиш бебе во тој чат, биди подобар, знаеме дека можеш. Неколкумина сепак застана во негова одбрана, една следбеничка истакна: луѓе на сликата со бебето се гледаат стапалата на Джек на неговата нога. На сликата на која пуши бебето очигледно не е таму. Друга додаде: јасно е дека станува збор за различни моменти. Жири комисијата на 70-тото издание на Стериино позорје во Нови Сад на завршната седница одржана касно вечерта на 2 јуни 2025 година донесе одлука специјалната Стериина награда за колективна актерска игра да ја додели на асамблот на представата Народен пратеник од Бранислав Нушик во режија на Егон Сабин во продукција на Македонски народен театар Скопје. Одлуката е донесена едногласно. Концептот во кој поединецот на сцената има смисла само во група која комуницира преку заедничка душа и каде сите се поврзани меѓусебно, кој е јасно видлив за оваа представа, покажа и докажа каде е местото на МНТ во театарот на овие простори и по подолго време го врати МНТ меѓу наградените на овој реномиран театарски фестивал. Ансамблот за народни игри и плесни на Хрватска Ладо ќе се представи со концерт на народни игри на 3 јуни 2025 година со почеток во 19 часот и 30 минути во Национална опера и балет Скопје. Гости на концертот ќе биде македонскиот ансамбл Танец. Во богатата низа на разновидни концерти кои Ладо ги изведува во текот на годината, најбрилијантни се играорните програми во кои може да се види целиот сјај на ансамблот. Годинава Ладо подготви програма со која публиката ја води на патување низ различни региони на Република Хрватска и други простори каде живеат хрвати.
со темпераментна изведба на народни игри, различни видови на пеење и музички пракси, инструменти, дијалекти и раскошен колорит на народни носи, Ладо ве води низ богатото културно наследство во кое со игри, песни и музика се создава фолклорна уметност со автентичен стил што Ладо го негува и развива веќе 76 години. Концертот е кофинансиран од Министерството за култура и медиуми на Република Хрватска, Министерството за надворешни и европски работи на Република Хрватска и со поддршка на Македонското Министерство за култура и туризам.